Кој ги викна овие да дојдат? Не сум ги јавил. Директорот на Рудник Злето Тони Тоневски. Зашто бегате? Ова е по предскупен. Кажа човекот. Сакам да ви поставам нормално прашање од ваша област. Кога ќе биде отпочната втората фаза од Старечки дом тука во Пробиште? Ќе одговориме дополнително. Јас не сум пратен до парламент писмено да ми одговарате. Морам објавя само колата. Чекам колата да објави. Се, бидејќи заменик министерот Ѓоко Велковски, за кој што морам да кажам дека го наместил ситуација. Сега тоа е тоа, си се најде таму. Ајде да видам да објавите колата. Сега ќе објавим. СК 9012 БТ активно возило, Porsche лизинг, тоест оперативен лизинг на служби за општи заеднички работи на влада. Значи уште еден. Возилото е на владата, на СОЗР, службено возило. Тоа е кривично дело. Ако некој ја заеба цела работа од посетата на Ѓоко Велковски у Пробишти, тоа е овој Силниов и тоа е Тозо. Тозо се упикал дека за да искористи да лаже пензионери, за да после од кога ќе си оди министерот да им вика не се кидете се, јас сум ќе средам, тука ќе има кеш. За Тони Тоневски е кривично дело да присуствува на ваква средба. Станува тој претставителот на пензионерите и вика директорот на Рудникот. Директорот на Рудникот не постои додека е кандидат. Додека е кандидат за градоначалник на избори, неговиот статус е кандидат. Затоа стана Тони Тоневски Тозо да оди. Значи кидна. Тони Тоневски е кандидат за градоначалник на општина Пробишти. Директор на Рудникот Булмак. Сопругата на господинот Тони Тоневски е директорка на Агенција за пошти. Ја не би ја спомнал ничија сопруга, ама во случајов е јавен функционер. Агенција за пошти има 160.000 денари плата. Во мандатот Тони Тоневски Тозо има отворено кафич, кујна, кетеринг, обезбедување, фирми, превози и така натаму. Неофицијално, уште еден член на неговото семејство е вработен во царина. Сега скоро. И се трча за нов мандат, злоупотребува државни ресурси, министер, службени возила, за пак да биде градоначалник. Зашто да биде градоначалник пак? Он има месечни примања од 2 милиона денари. Што мислите, зошто? За да го оправа Пробишти? Овој со јакната, што пробува да го крие Ѓоко, као Ѓоко мало дете, не знам да одговори, овој идеше да го крие. Инаку е осуден за кривично дело, тешко кривично дело, а сега работи како шумар. Сега уште една работа да појасним. Напад врз новинар со новиот кривичен законник е напад на службено лице. Во случајов новинарката оди да постави прашање и ова лицево ја спречува вршење на својата работа. Нема да поднесеме ние како редакција никакви пријави. Меѓутоа ја очекувам дека еснавските здруженија на новинари ќе реагираат и дека ќе реагираат здруженијата за заштита на права на жените. А обвинителство планира да работи, да сработи нешто, штипското обвинителство еве имаат прилика.